Ентони Гегенджи е основач на Semiconductors Technologies Limited или STL на околу 3 часа возење од Најроби. Тој го донесе знаењето во Кенија од САД, каде што започна да работи во 1997 на полуспроводници. Материјали кои спроведуваат електрична енергија и се користат во илјадници производи. Наемување работници со вистински вештини беше предизвик, но тој вели дека средбата со заменик ректорот на Универзитетот за наука и технологија Дедан Кимати, познат и како Декут, ги промени работите. Декут и СТЛ формираа партнерство што ни овозможи да го вклучиме образованието поврзано со STEM и да го развиеме и да го ориентираме кон нашата специфична индустрија во сферата на полуспроводници и микрочипови. STL вработува околу 100 инженери, од кои 70% се жени. Айрин Негетич е инженерка со искуство во телекомуникациите. Дипломирала во 2019. At STL, our goal or our vision is to be the leading chip manufacturer in Africa. Нашата цел или визија е да бидеме водички производител на чипови во Африка. Само за да дадеме контекст. Чипот е како двигател или мозок на секој систем што можете да го замислите, но обично се многу мали по големина. Може да бидат само неколку милиметри, а сепак да содржат илјадници транзистори. Полуспроводниците се користат во речиси секој сектор на електрониката. Во потрошувачката електроника, например, тие се користат во микробранова, фриџидери, мобилни телефони, лаптопи, видеоигри. Негетич вели дека пројавила интерес за инженерството откако прочитала статија за успешна жена во оваа област. Кога ја прочитав статијата, таа спомна дека во незиниот клас има само 2 жени. Секако дека сакам предизвик. Тоа ме мотивираше. Лорна Матури е инженерка по мехатроника и ќе дипломира оваа година. Со само 22 години, Матури веќе 2 години работи во STL. Треба процесот да се одвива од една во друга фаза. Ако тоа не се случи, анализирам што не е во ред или во работата на кодот или самиот хардвер на машината и оттаму можеме да откриеме што можеме да направиме за да го исправиме тоа. Компанијата работи на воспоставување односи со други универзитети во Кенија, Стратмор и Универзитетот во Елдорет, како и со Уганда и Руанда.